И од нас добар ден. Најпрви во името на жири комисијата во состав професор доктор Илија Велев председател, професор доктор Искра Тасевска Хаджи Бошкова член и магистер Игор Крајчев, да го изразиме задоволството за довербата од општина Велес, што ни ја укажа, да имаме не така лесна задача. Добивме од конкурсот што беа пријавени, пристигнати 22 празни, необјавени, новообјавени книжевни дела од македонската издавачка продукција и претежно меѓу нив имаше и веќе реализирани творички имења, така што ние како жири комисија имавме сериозна обврска да ги прочитаме, да ги препрочитаме, да ги вреднуваме делата и да се потрудиме да издвоиме едно од повеќето вредносни книги што ни беа предмет на разгледување. Имавме неколку состаноци заеднички, стручно ги разменивме нашите видувања, оценки од добиените предлози и на последниот состанок одлучивме нашата расправа да ја посветиме на 5 издания од 22 и тоа ќе ги наведеме азбучно според презимињата на авторите: Простување на Кица Колбе, Приказничар на Жарко Којонџиски, и Дзирка и прозирка на Огнена Никулски, Арагон на Михајло Свидерски и Три Марии на Оливера Ќорвезировска. По исцрпната стручна расправа за секоја од книгите на наведените автори, жири комисијата едногласно одлучи наградата Рациново признание за 2025 година да и се додели на писателката Оливера Ќорвезировска за делото Три Марии во издание на Арс Либрис од Скопје. Вие ги имате добиено материјалите од нашето официјално образложение стручно. Јас само ќе ви наведам дека книгата Три Марии впечатливо го допрецизира авторскиот творечки интегритет на писателката Ќорвезировска во актуелната современа македонска литература. Значи, таа не е непознат автор во нашето книжевно творечко актуелно функционирање сега во нашиот културен амбиент. Ова ново прозно дело суверено ќе си го обезбеди местото меѓу читателската и критичко-проследувачката јавност, и тоа читајќи се, препрочитувајќи се и стручно толкувајќи се од повеќе аспекти на пристапување кон неговата содржинска повеќе слојност, структурна интерактивност и теоретски поетиколошка детерминираност. Сите поглавни карактеристики на ова дело кои што се наведени во краткото образложение ни овозможи да заклучиме дека на тој начин ова дело настојува да ги нагласи интеракциите на интригите во содржинскиот триаголник на феноменот неверство, кој во трите случаеви обидите за ослободување од него драматично завршуваат со неуспешното вселување во истиот изнајмен стан, а на чија полица по алузија стојат наредени 10 примероци од романот Две Марии од Славко Јаневски. Ваквата еквивалентна насловена поставеност на книгата од Оливера Ќорвезировска само го надраснува или го надоградува книжевниот творечки потенцијал кој несомнено го поседува како авторка. Имено да ви кажеме дека не станува збор за класична форма на жанр роман, туку во книгата се интегрираат 3 засебни повести кои што се фокусираат во заедничко содржинско јадро во структура на своевиден краток роман. Ако имате нешто друго да прашате во однос на конкуренциите на другите автори, ви стоиме на располагање.